Ај, здраво! Ново видео за многу позната позадина, познато паркче и по насловот на видеото мислам дека ќе сватите што правам. Денеска, после долго време, скоро 7 месеци или повеќе од видеото за проверки на армија и многу бројни позитивни коментари не односно тоа видео дека беше добро, знам, имав многу грешки, туку сугестии да ги направам истите проверки за полиција. Денеска правиме проверки, односно физички проверки за влез во МВР. Тоа што треба да го направам ќе ви биде ставено тука. Јас го имам меморирано во глава, пошто со мојот телефон се снима, треба да направам. По нови норми, од стари норми ништо нема да влезам, да внесам, за да не биде после некој нешто тука хејта како нешто се ускорел, не знам, по видеото за армија, така да треба да направам 9 склека за 10 секунди, 16 стомачни за 30 секунди, треба да скокнам од место 2 метри 20 сантиметри. Во новиве норми нема згибови, ама ете ја ќе уфрлам од старите 10 згиба за неограничено време. Потоа имам 20 метри за 3 секунди, мислам беа, и 100 метри за 15 секунди, да. А она што ќе го оставам, што вајда нема тука да се сними, ќе биде 1500 метри за 5 минути 25 секунди. Дали се овие лесни или тешки, ќе видите во видеото како јас веќе немам ни вежбано во теретана 2 недели, буквално сум ауто форма, ќе видиме како ќе поминам, дали би бил примен во МВР, а после на крај ќе кажеме дали се лесни и тешки и некое наше мислење. За сега нема да зборам ништо, да не биде дека вреѓам полиција, армија и така натаму. Идеме со склекој. Значи, асистентот за ова видео Аце, фала што дојде. Не дека копирам, све копирам. Значи, сега идеме 9 склека за 10 секунди. Од моментот ја кога ќе застанам во позиција склек, Аце ја пали штоперката тука некаде во некој киоск, ќе оставам тајмер сепак да гледате вие време. Ја бројам во себе на 9 склека, застанувам, се надевам од прва ќе успеам да ги направам 9 склека за 10 секунди точно, ако не и помалку. Ништо. Идеме позиција на склек. Аце, кажи кога пали штоперка. 1, 2, 3. Сними. 10 секунди 23 стотинки, верувам дека направив и над 15 склека, не знам, заборав да бројам. Ќе видиме кога ќе го едитирам видеото колку ствари сум направил, ама дефинитивно се над 9. Наредна дисциплина ќе почнеме со тоа што го има тука. Тоа се стомачни. 16 стомачни за под 30 секунди. Искрено стомачни немам правено многу долго време, не знам како ќе иде и дали воопшто ќе ги успеам. Без да должиме многу, може да се фрлиме на тоа. Сега. Ајде. Исто. Само се згазни на ножите. Слово, згази. Просто е така. Исто. Аце кажува 1, 2, 3 на 3. Почнувам на 30 секунди е стоп. Ќе пробам да ги бројам стомачните колку ќе направам и се надевам ќе направам над 16. Точно, покажи време. 30, точно 30 стомачни, мислам дека беа за времето колку што требаше да направам 16. Така да, дисциплина склек и дисциплина стомачни официјално сум поминат. Сега ќе видиме дали ќе идеме на скок во место од далечина или изгибој. Кратка пауза. Идеме на дисциплината што ја нема по новиве проверки, за жал. Многу примени полицајци денеска не може да направат ни еден, на камоли 10 згиба како што се барало, чи нам беше 2013 или не сум сигурен точно која година, не ме фаќајте за збор, не истражував доволно. Битно е дека треба да направам 10 згиба во серија и не сум ограничен со време. За да го направам тоа потешко, ако не можам 10 во една серија, правилник ќе стојам на dead hang за краток одмор, па да продолжам. Сепак да не биде тоа одмарање вака доле на земја, пошто тоа е пен за градинка ниво, а не за полиција што утре треба да брани државата.
Така да идеме 10 згиба, се надевам дека ќе ги направам. Десет згиба, сепак беа во една серија и кога шипката почна да ми се лизга, мислев дека нема да ги направам мете. И 10 згиба ги завршивме. Веќе сме на пола пат од физичките проверки за влез во МВР. Така да сега ќе идеме на скокот во далечина, ќе видиме дали таму можеби ќе потврлам. Тука е древното метро, значи сега ни требаат 220 сантима, да видиме дали ќе може еден теретански пацов у покушај да ги рипне. Немам вежбано 2 недели, немам рипано никогаш. Ќе видиме 220 сантима чисто за проверка за полиција. Дали ќе работат? Тука ќе биде стартната линија. Од завршеток на камчина. Ете го гранчето. Ќе направам црта, сепак. Пред правилата на проверките имам 3 обиди и се зима најдалечниот. Ќе рипнам сепак ја 3 пати и да видиме кој ќе ми биде најдолго. Се надевам ќе успеам од прва за да немам притисок после како рипам. Може да се почне. Обид број 1. Значи, стои. Првиот обид беше до тук. Ај фати влечи. Сним. Колку има? 236. Колку? 236. 236. 16 сантима плюс, што значи што од првиот обид сум успел. Сега ќе видиме чисто онака уште другите два обида, дали ќе рипнам подалеку. Идеме, обид број 2. Ова е шири нозе, Не, треба споени да биде. Споени нозе. Да, споени. Ама тамо викаш 20 сантима. Па, јас застанувам каде ќе видиме. Тамо кога стопнеш и идеш уште напред за шитлука за. Сега ќе видиме, сега. Не биш добро. Сега окей. Вториот обид. Дај го метрото. Петата ми беше тука напред прстите. Кај се мери, кај прстите? Петата. Добро, фати. Сега колку е? 215. Сега е 215. Ете сугестии од луѓе што се тука. Не требало да лизгам, требало само петата. А уствари да земат они да рипат, нема да рипнат ни метро. Лесно е да се збори. Идеме, обид број 3. Ете, излизгав малце, ќе вратиме тука. Ајде. Мери до крај. Колку има? 240. Добре. 240. Значи, 200 колку? 240 во третиот обид, тоа ќе го земеме за најдалечен скок. Така да, дисциплините склек, стомачни, скок и згиб од 2013 си успешно поминати. Останува уште трчањето, што не ми е добра страна, и видиме таму како ќе се покаже. Да не биде многу досаден делот кај што мериме со метрото, еве ги овие камчиња од тука, па се до онаму скоро кај. Еве ги вторите камчиња од тука и дури овде се третите камчиња, со тоа што јас ќе почнам таму скоро кај сенката што е, малку поназад, бидејќи треба да истрчам 25 метри за 3,25 секунди. 3, 2, 1. Време? 3,16. 3,16 секунди, 25 метри. Дури 9 стотинки имам фира, одлично. Нема да треба да повторуваме ова што највеќе го мразам на тоа трчање. Така да, наредно ќе биде 100 метри, ќе видиме како ќе се покажем таму, ама еве 25 метри првите камчиња или шишето до вторите камчиња. Кај што е детето со точакот, кај што е сега големиот.
па се до, видовте од каде почнав, до шишето има 24, 5, 6, 25 плюс минус 1 метро, кој што последните 3 ги домерив со волкави некаде чекори. Прв обид беше ова в камера, не пробував ништо. 3,16 сосема солидно време за некој што не трча. Сега ќе видиме како ќе биде на 100 метри. Установивме дека сепак треба да отидам уште некој метро поназад, да видиме тогаш како ќе излезе. Зашто се снимаше и уште пред да почнам, пошто ја гледате, тракава тогаш беше зафатена за 0 вет, сега е резервирана за наблюдување на дечиња што вежба. Но добро, сега идам ја на новата стартна линија, ќе забележите ќе биде малку поназад. Финиш линијата ќе биде на исто место, немаме тука ништо обележено и се надам дека ќе биде пак под 15 и да може да истераме тренинг и конечно да си одиме. Е? 10:42. Колку? 10:42. Епа да. Ова е веќе поверодостојно. Отидов од таа старт линија 10 метри уназад и пак на истата финиш линија. Завршив за под 15, 100 метри. Ако претходно биле 90 за 9, сега се 100 за 10,5 секунди. Така да, од трет обид нема потреба. Ако првиот беше неважечки, вториот е важечки. И тоа било тоа. Видовте дека сите дисциплини до сега, склекови, стомачни, скок, шпринт на 25, шпринт на 100, се завршив, да кажеме од прва, еве нема да го броиме дека од прва само стотката, пошто првиот пат ја завршив многу брзо, не ми се виде дека е тоа така уствари. Па отидов назад уште 10 метри и завршив за 10,42, со тоа што на крај успорив малку. Може ќе завршив со точно 10, да не успорев. Останува уште да не трчам 3200, ќе трчам 1500 метри. Така беа, еве за секој случај ќе истрчам 1600. Треба да ги истрчам за под 5.25. Што се случи? Така да еве, сега и ова ќе биде завршеток. Како ќе завршам таа цртка, допред да стигнам до ова, тука враќам назад и така 15, по можности 16 пат. Сепак мораше камерманот да се премести под сенка и стварите. Јас почнувам, реков, од тука, трчам шишенцето ми скроз до таму, сними да се види времето. Истура, партали, врне, сите побегаа по стреја, јас сепак ќе си трчам. Идеме ова време, да си стрча 1500, тоа може 1600 метри. В моментот кога ќе почнам, сними од телефонот, исто ќе почне времето и ќе бидам информиран на 30 секунди пред крај. Може пати. Беше тоа преклани, добро го наместија, опинок си најдоа, му го сместија. Кај ти беше паметот, не ти чини е сапот, зошто не размислуваш, стално се залеетуваш. Сила Бога не моли, кога ќе те задоволи. Уште 30. А друг ми надобил, кондури заедните. Епа, тука беше моето место на хибернација, едно 2 минути одмарање. Гледате по мене дека сум цркнат. Јалката ми се испати се живо. Баш кога го правев устреч, жива вода, на фул дожд. Ништо, шишето си беше тука. Јас цело време давав и чекор понапред. Тамо гледав да дам чекор поназад исто. Знам дека на 2 должини скратив чекорче. Ќе признам, да беше ова 3200, најверојатно ќе паднев, ама ќе пребројам во видеото
и вие веќе ќе знаете дали беа 15 или 16. Но биле 15 или 16, во камера исто се покажа. Камерманов ми каже дека кога завршив тука, тамо времето останало уште околу 5 секунди, што значи дека километар и 500 за 5 минути и 20 секунди темпото е завршено. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop fucking lying. Сега, останува коментарите што на минатото видео ги давав на почетокот, проверките, да ги давам сега на крај. Тогаш утнав и во склекови, и во трчање, и во стомачни, и во се. Тука немам утнато апсолутно во ништо. Why the fuck you lying? Дека МВР, физичките проверки се видеото кое го баравте со време, проверки за МВР е тука. Уживајте, оставете лайк, сабскрайбнете се, шернете во видеото. Па здравје Боже, наредно или ќе го рекреирамо од армија. Opici za drugite